Инаку, насловот на темата ќе биде преку Божјите очи. Добро, чекајќи вака, да отвориме најнапред во прво послание до Тимотеј, 2 глава. Прво послание до Тимотеј, 2 глава. Првите 3 стиха. Читаме: така пред се да се прават прозби, молитви, молби, благодарности за сите луѓе, за царевите и за сите кои се на власт, значи за властите, за да можеме да проживееме тих или тивок и мирен живот во сета побожност и честност. И вели 3 стих: ова е добро и угодно пред Бога нашиот Спасител. Секаде што ќе го видиме овој израз пред Бога, всушност значи во Божите очи. Значи тоа е угодно и добро во Божите очи. Значи, а што, вели Павле овде, што е угодно? Да се молиме. Да се молиме и за властите, за да можеме да проживееме тивок и мирен живот. Кој не би сакал? Фала му на Бога, живееме тивок живот во Македонија, не знам колку е мирен, за кого, како, затоа што е доста возбудливо во последно време. И човек наистина треба да има живци за да поднесе се што се случува во ова наша држава. Но, значи, нашите молитви, и тоа, ако се молиме, значи, за тивок, да преживееме тивок и мирен живот, тоа е угодно пред Бога, тоа е угодно во Божите очи. Ако отвориме сега во Дела 4 глава, и ќе ги читаме 18 и 19 стих, ова е случајот, ќе читаме двата случаи, во 4 глава и во 5 глава, но најнапред во 4 глава Дела, 18 и 19 стих, кога на Петар и Јован им заповедале да не зборуваат во Исусово име, да не го шират Евангелието. Значи 18 стих, тогаш ги повикаа внатре, им заповедаа воопшто да не зборуваат, значи во синагогата, ниту да поучуваат во Исусово име. Но Петар и Јован им рекоа во одговор: право ли е пред Бога, право ли е во Божји очи, да ве слушаме вас повеќе отколку Бога? Судете. И веднаш во 5 глава, 29 стих, значи в следната глава, Петар и дава одговор, Петар и апостолите во одговор рекоа, значи сите заедно, треба да го слушаме Бога повеќе отколку луѓето. Значи на прашањето, дали е право во Божји очи да ве слушаме повеќе вас, кои што ни браните да проповедаме за Бога, или повеќе треба да го слушаме Бога, кој што не испратил во една ваква мисија. Значи, право во Божите очи е да го проповедаме Евангелието, каде и да стигнеме, без оглед на тоа дали ни бранат или не ни бранат. Сега да отвориме во Прво Петрово послание, 3 глава, од 1 до 4 интересни стихови, каде што Павле се задржува, Петар се извинувам, на поведението, на китењето, надворешно и внатрешно, прави, нели, една споредба овде. Читаме од првиот стих: така и вие жените, бидете им покорни на своите мажи, та ако некои не му се покоруваат на словото, да бидат придобиени без слово, со однесувањето на своите жени, кои ќе го видат вашето поведение во страв и чистота. Овие првите 2 стиха се некако во склад со Коринќаните 7 глава, денеска, нели, за време на пуката проучувавме за тоа како може верната жена или верниот маж да го придобие неверниот сопруга со своето поведение, со својот живот.
Овде нешто слично кажува и Петар, и потоа вели 3 стих и 4: вашиот украс да не биде надворешен во плетење на косата, во ставање на злато или во облекување на разни облеки. Значи, не да става нагласок Господ на надворешниот изглед и надворешното украсување, туку сокриениот човек на срцето во непропадливиот украс на кроткиот и мирен дух, што е од голема вредност пред Бога, што е од голема вредност во Божји очи. Што е од голема вредност во Божји очи? Тој сокриен човек, срцето, внатрешноста, внатрешниот, непропадливиот украс, а тоа е всушност карактерот. Елен Вајд вели, Господ сака убави нешта. Да, не дека не сака и убав изглед, но нормално убав во Божји очи, скромен и така натаму, но највеќе што сака е убав карактер. Гледаме само примери, преку стихови, што е тоа кое што е прифатливо и што е тоа што е добро во Божји очи. Факт е дека постојат само две различни гледишта во светот, а тоа е Божјото и сатанското. Да, можеме да кажеме човечко гледиште. Секој од нас може да има гледишта, погледи на некои теми, собствени, меѓутоа, ако не се Божји, тогаш се сатански. Без оглед колку се тоа наши. А зошто е тоа така? Едноставно, Исаија ни кажува во 55 глава, 8 и 9 стих. Овие се добро познати стихови исто така. Исаија 55, 8 и 9. Што вели? Господ се обраќа и вели: зошто вашите мисли не се мои мисли, и моите патишта не се ваши патишта, слово е Господово. Небото е високо над земјата. И колку е високо небото над земјата, може ли да измериме? На кое небо мислим? Така моите патишта се над вашите патишта и моите мисли над вашите мисли. Ако ова го имаме предвид, пак во однос на разноразни теми во кои што некој си допуштаме да навлегуваме, теми кои што се далеку над нашата способност на сваќање, затоа што тие Божји мисли, кои што се високи, како небото над земјата што е високо, се толку различни од нашите, како можеме да си дозволиме некојаш да таму навлеземе со нашиот ум. Кога најобични чуда, да кажем, на техниката или не, работи кои што можеби се уште се недоволно испитани од физиката и така натаму, се толку несватливи за човечкиот ум, а ние можеме да си дозволуваме да навлеземе во таму, во тоа трето небо, што вели Павле, кој велеше, да, каде што е самиот Бог. Небото е високо над земјата, така моите патишта, вели Господ, се над вашите патишта и моите мисли над вашите мисли. И еден друг стих, поврзано на овие стихови, во Амос 3.3 вели: ќе одат ли двајца заедно ако не се договорат, ако не се спогодат? Не е можно. Дали станува збор сега за сопружници или било што, можат ли двајца да одат заедно ако не се договорат? Може ли тим, еден фудбалски тим, да функционира и да носи добри резултати ако размислувањата на тренерот се спротивни или обратно, размислувањата, тактиката на играчите е спротивна од тактиката што ја нуди и што ја пропишал тренерот? Нема шанси. Сега, ако нашите мисли се многу поразлични од Господовите, а Господ од се највеќе сака да ние имаме ист ум, како и неговиот, тогаш кој треба да се усогласи? За да одиме заедно, го имаме пример Енох, неколку пати го спомнуваме, Енох еднакво одеше со Бога. Тоа значи дека се усогласил, се договорил со Бога. Кој треба да се промени? Па ние, нормално, Бог не се менува. Бог е непроменлив. Ние сме тие кои што треба да ги издигнеме тие наши мисли
кон Господа. Ние сме тие кои што треба да се усогласиме. И сега тука, кога доаѓаме до овој момент, има еден проблем, и тоа е голем проблем, за кој што Павле ни кажува во Римјаните 8 глава, 7 и 8 стих. Римјаните 8, 7 и 8. Од пресудна важност е каков ќе биде нашиот духовен живот ако гледаме преку Божји очи, значи како што тој гледа. Ако знаеме, значи, што е добро пред Бога, како што вели нашиот превод, или што е добро во негови очи. Но проблемот е тоа што, вели, зашто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Оние кои се во телото не можат да му угодат на Бога, а сите ние сме се родиле во тело. Како да прогледаме како што Бог гледа? Да отвориме во Јован 15 глава, познатата глава, мене омилена глава со лозата и лозарот, прачките и лозата. Ова е единствениот начин на кој што можеме ние да го коригираме нашиот светоглед, нашиот вид, нашето гледиште, и да се усогласиме со Божието, за да можеме да одиме заедно со Него, да се спогодиме и да одиме заедно со Него и тоа како Енох еднакво. Тоа е Божја волја, тоа е Божја желба. Јован 15 од 1 до 3. Видите што вели овде Јован. Јас сум вистинската лоза, вели Господ, односно Исус, и мојот татко е лозарот. Тој ја отстранува секоја прачка на мене што не дава плод, а ја чисти секоја што дава плод, за да даде повеќе плод. Ја чисти она што дава плод, за да даде повеќе плод. И третиот стих додава и вели, вие сте веќе чисти заради словото кое ви го зборував. Ќе разгледаме неколку стихови, мислам дека Павло нешто слично од таа насока, мислам дека беше Павло зборуваше. Дека словото е тоа кое што не чисти, словото е тоа кое што ќе го промени тоа наше гледиште. Словото е тоа кое што делува на нашите мисли, за да ги воздигне, за да се усогласи нашиот ум со Божиот ум и да гледаме на работите како што Господ гледа. Што мислите, како беше умот, какви беа мислите и размислувањата на човекот, на Адам, еве конкретно на Адам и Ева, нормално, пред нивниот пад во гревот? Беа ли усогласени или не беа? Секако беа. Падот во грев е тој кој што го направи проблемот. Еве доказ за тоа. Битие 2.19, само еден стих кој што укажува на тоа дека како размислувал Адам, така размислувал и Бог. Денеска го читавме тој стих, меѓу другите, што ги читавме од таму втората и третата глава на Битие. Битие, 1 Мојсеева 2.19, тогаш Господ Бог, значи ова е пред да ја создаде Ева се уште не е присутна, тогаш Господ Бог ги обликува од земја сите животни во полето и сите птици во воздухот и ги приведе при човекот, при Адама, за да види како ќе ги нарече. Интересно, Господ му дава на Адама да ги нарече, да ги именува животните, како ќе ги нарече, вели за да види како ќе ги нарече. Па како човекот ќе го именува секое суштество, така да му биде името. И така бидна, нели? Значи, Адам го гледал лавот и сега, што знам како, ама ете го нарекол лав. Дали Господ реагирал на тоа? Не, се сложил. Како Адам рекол, како го нарекол секој животно, така и Бог, мислам, не е. Значи, видите, преко еден стик, кој што може би тоа, највидно не може да се види, меѓу тоа во контекст на ова што зборуваме, верувам дека го гледате и вие. Значи, му понудил да ги нарече животните како што тој мисли, за да види како ќе ги нарече и така била и Божјата замисла. Бог сака и денес, значи да
имаме исти размислување, исти ум, како и неговиот. Но рековме, проблемот е телото, проблемот е тоа што се раѓаме во тело, и спомнавме веќе дека Словото е тоа кој што чисти, Словото е тоа кој што може да ги промени нашите размислувања, и затоа е потребно да поминуваме повеќе време со Словото. Да отвориме во Ефесијаните 5 глава, 25 до 27. Ефесијаните 5, 25 до 27. Повторно таа моќ на Словото. Мажи, љубите ги своите жени, како што и Христос ја возлюби црквата и се предаде сам себе си за неа, за да ја освети, очистувајќи ја со водното капање во Словото и да ја представи пред себе славната црква, која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна, а за да биде света и непорочна, треба да се искапе во Словото. Да. Псалм 119:9 и 11. 119 псалм, најдолгиот псалм, 9 и 11 стих. Како ќе го запази младиот човек чист својот пат, чувајќи ги твоите зборови? Како младиот, и не само младиот, секој од нас, не има тука од сите возрасти, од најмлади до најстари. Како ќе го сочуваме чист својот пат? Чувајќи ги твоите зборови, чувајќи го Божјето Слово во нас, во срцето. И 11 стих додава, вели, во срцето го запази в твојот збор, за да не сгрешам против тебе. Тоа е моќта на Словото. Да ги промени нашите мисли. Па сите ние можеме да посведочиме како во некоја област сме размислувале порано, а и може би не било тоа многу порано, може би било и вчера, или ние секој ден растеме, секој ден дознаваме нови работи во писмото. И може би одеднаш денеска Светиот Дух ни го просветлува умот и гледаме како што Бог гледа на работите. Прво Петрово сега да отвориме, 1 глава, 22 и 23. Прво Петрово, 1 глава, 22 и 23. Овде е спомнат и Духот, Светиот Дух во тоа чистење и нормално секојаш кога Божјето Слово се истакнува како моќно, тука мора да е и Светиот Дух, затоа што без Светиот Дух Словото ја нема таа моќ. И може многу и погрешно да биде разбрано. Откако преку Духот ги очистивте вашите души во послушност кон вистината, за нелицемерно братолюбие, љубете се истрено еден друг од чисто срце, зашто сте новородени не од распадливо семе, туку од нераспадливото живо и вечно Божјо Слово. Очистени преку Духот и преку Словото и наново родени преку тоа исто Слово. Сега во едно ново духовно раѓање. Значи, само така може да се надмине проблемот на телото. Или еве Јаков 1.18. Јаково послание 1.18. Тој не роди. Јаков 1.18. Малку се брзам. Не чекам да го најдете стихот. Тој не роди според својата волја преку Словото на вистината, за да бидеме првина на неговите созданија. Повторно, во контекст на оно што претходно го прочитавме од 1 Петрово. Значи, тој не роди според својата волја преку Словото на вистината. Значи, како што реков, нештата можеме да ги гледаме или преку очите на сатаната, или преку Божји очи. Трето нема. Еве еден пример во Јован 8.44. Зошто Исус, Јован 8.44, познат настан, зошто Исус им се обрега таму на евреите, на фарисеите, им вели, вие потекнувате од вашиот татко ѓаволот. Па нели сите потекнуваме од Адам? Да, по тело Адам е татко на сите нас, меѓутоа, кој ни е духовен татко?
Вие потекнувате од вашиот татко ѓаволот и сакате да ги исполнувате желбите на татка си. Тој беше човекоубиец од почетокот и не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажец и татко на лагата. И дека е татко на лагата, е во контекст на ова, и денеска ги читавме тие стихови и предходно, во Битие 2:16-17 не мора да отварате стиховите каде што Господ му заповеда на човекот, на Адама, и му кажува: јади слободно од секое дрво, но од дрвото на познавање на добро и злото не може да не јадеш, зашто во денот кој ќе јадеш од него навистина ќе умреш. А ѓаволот во 3 глава, Битие, 4 стих вели: нема да умреш. Нема да умрете, им вели. Че еве ги тие две гледишта. Според гледиштето на сатаната, непослушноста носи благослов. Не само што им вели нема да умрете, туку не, очите ќе ви се отворат, како што вели брат Раде, да, точно. Очите ќе ви се отворат, па ќе навлезете во една нова сфера и така натаму, значи мудрост ќе добиете. Че според гледиштето на сатаната, непослушноста носи благослов. А какво е гледиштето на Бога? Непослушноста што носи? Само едно. Смрт. Тој е гревот. Значи, гревот носи смрт. Гревот и смртта се брат и сестра. Или маж и жена, како велеше Јани. Ете ги тие две гледишта. И овде видовме дека или едниот ни е татко, или другиот ни е татко. Или го застапуваме гледиштето на едниот или на другиот. Прво Јованово 3 глава 11 и 12. Прво Јованово 3 глава 11 и 12. Во контекст на тоа кој е нашиот татко, зашто Исус вели дека ѓаволот им бил нивни татко, на оние на кои што им се обраќа. Прво Јованово 13:11 вели, зборувајќи за Каин, зашто ова е веста што ја чухте од почетокот, да се љубиме еден со друг. И некако што Каин беше од лукавиот. Каин беше од лукавиот. Па кој му беше татко на Каин? Знаеме. Земски татко. Да, меѓутоа, овде Јован вели дека татко му беше ѓаволот, кој го уби брата си. И зошто го уби? Зашто неговите дела беа зли, а на брата му праведни. Тоа се тие две гледишта. И видовме како, само преку Словото, само читајќи ја Библијата, и тоа истражувајќи ја Библијата, имаше утрински стих, убаво читаше брат Трајче, како се чита Библијата. Само така, ако му дозволиме на Словото да делува преку Духот Свети, ќе може да се смени нашиот поглед на многу нешта, односно на сето она што е потребно, и да гледаме како што Господ гледа, и да живееме, тогаш ќе можеме да живееме како што Исус живеел и како што Енох живеел. Да го повторам оној стих од Јован 8:29, провејува низ неколку од овие мои предавања. Јован 8:29, оној кој ме прати, вели Исус, е со мене, не ме остави сам, зашто секогаш го вршам она што му е угодно. Ако гледаме како што гледа Бог, ако гледаме преку Негови очи, ако размислуваме како што Тој размислува, тогаш ќе правиме се што нему му е угодно и ќе одиме еднакво со Бога и ќе ја твориме Неговата волја. Тоа ќе значи благослов и за овој живот, ако гледаме преку Божји очи, а тоа ќе значи виза, или како да кажем, влезница за вечниот живот. Нека Господ ни помогне да гледаме како што Господ гледа. Амин.